14-годишно девојче е првата жртва на грипот инфлуенса, од кој во изминатата недела се регистрирани повеќе од 3000 заболени. Девојчето вчера починало на клиниката за детски болести како последица од компликации од грипот. Епидемиологот Гордана Кузмановска напомена дека малолетничката боледувала и од друга хронична болест. Во текот на изминатата недела немаме смртни случаи, меѓутоа вчера добивме известување од детската клиника. Тоа е случај всушност од оваа недела за смртен исход кај едно 14-годишно дете кое што имало претходни коморбидитети. Тоа е првиот смртен случај асоциран со грипот за оваа сезона. Од овој грип најчесто заболуваат малите деца, потоа лицата со хронични заболувања, но не е ретка и кај повозрасните лица. Изминатата недела во државава биле регистрирани 3614 заболени од грип, што е зголемување за 27,9% споредено со неделата пред неа, кога биле регистрирани 2825 заболени. На прашањето зошто мерката за прекин на учебната настава не е применета, од здравствените власти излегоа со неконкретен одговор. Затворање на училиштата и не само на училиштата, на разни други институции каде што имаме групирање на населени од различни возрастни категории е една од мерките која што е на располагање на јавноздравствените авторитети. Меѓутоа засега не е донесена таква мерка. Основна препорака до родителите е да се работи на зајакнување на имунитетот на дечињата, преку збогатување на исхраната со минерали и витамини, како и со многу течности, а дозволено е да се употребуваат и имуностимулатори и имуномодулатори, кои ќе помогнат во зацврстување на организмот, како и за негова подобра одбрана и борба против вирусот. Вкупната бројка на заболени од почетокот на годинава достигна 10.700 лица.